дечки, добро дојдовте повторно на нашиот канал. Каков муавет подкаст, нова епизода, нов ден. Нов ден. Нов ден. Нов ден. Не сум знал дека нов ден. Денеска Уште немаме... вчера. Еј. Да. Ја мислам уште Надал сега игра за едно 5 минути. Пиперки Надал. Океј. Значи, денеска немаме конкретно одредена тема. Не знаеме за што ќе збориме. Слободна тема. Па нека биде слободна. И Нема да иде у затвор. нема да ќе речев нема да има лисици, ама добро, окей. Да. Тука ни е хуморот, тука негде. хуморот, да, тука негде. Само он ме претрка малата. Дечки, слободна тема денеска. Сакаш ти да почнеш нешто да кажеш или да почнеме од наредито да го... За Швепс да збораме. Не се споминаат продукти, не се споминаат. Снора има тука цензура. Да, има цензура. Не, ова е на баба ми сок од рецепта што е направена од 56-та таму година некоја. И така фамилиарен рецепт. Да, грешка беше тоа. Грешка беше, да. Не е битно. Не е битно ќе има цензура, да. Да. Лаптопот е пред нас. Пред нас Ќе читаме теми. Не, уствари технички да и пред мене и пред тебе лаптопот. Ќе речев Добро, до мене е поише, ама нема до тебе. се тука морам веќе во филм да влезам. Да, баш ќе те прашав тоа, викам на очарите нешто, не ги носиш денес. Чекав да почнеш ти со подкастот и еве се више влагаме во филм, знаеш како Јас си викам, знаеш, у глава викам. Супер, викам кај се на очарите, викам нели у филм, нели Шварценегер, нешто Силвестер Сталоне таму. Што ќе копаме? Ќе копаме руда. Добро. Ајде слободна тема. Денеска сакав да прочекувам малце низ македонскиот Reddit, затоа што тој е еден многу чуден, како да кажам, како чудно место едноставно за мене. Имаш мешано нормални со ненормални луѓе, со левичарски, со десничарски пропаганди, овие едни една партија, други друга партија, па чат пак нешто тука ќе има некој паметна објава ќе објави. Така, значи многу турбуленции низ овој subreddit, како што верувам и скоро секој Reddit што не е модериран. Јас можам да отворам и на телефон. Слободно, да. Да копам по Инстаграм. Како и секој Reddit што секој subreddit што не е модериран, хаоси се. Па сакав еве да читнеме нешто, да видиме ние тогаш. Ти дур читаш веќе, јас најдов интересна тема, што може би ќе ги заинтересира некој. Од Reddit или од што? Добро, од Инстаграм. Од тебе нема да те заинтересира многу, ама еве баш сега прочитав Надал и Алкарас на Олимписки ќе играат заедно. Да. Да, у даблс. Значи? Така да тоа ќе биде многу интересно да се види. Така. Баш сега ми искочи, нели отворив Инстаграм и баш ќе ми биде мерак искрено, пошто нели за Надал и ти си за Надал, Алкарас веќе како што почува да го наследува, веќе како и за Алкарас. За него ќе за Алкарас како да почувам да најавам некако чим Надал викам ќе си оди во пензија бар. Чим почна да става на стори за Алкарас, така рече? Да не гутнам се името како беше името на Ненад Димитриевич што ме зебаваше? Канзас. Канзас. Ама не, чекај. Казан е тоа, ти го кажа Казан, ја го кажав Канзас. Значи погрешка и одма почна да ми се смеат уживо. Као демек не било Канзас, но добро, исти К, значи битно погодив дека руска лига. Руска. И така, за Надал толку имаше да кажеш? Да, па само тоа вака ми излезе на Инстаграм, да. Па еве са, уште од старт видов многу интересна објава, има многу, така да речам, странци, дали се, не знам што се, дали се англичани, дали се американци, по-конкретно не знам, пошто не кажуваат, ама има многу луѓе што се интересираат да го учат македонскиот јазик како трет јазик, како четврт јазик. Тоа збориш. Да, тоа исто така, еве ме потсети всушност објавува дека исто така има и надвор луѓе од земјава, што сум патувал низ други држави кои што знаат македонски и ми зборат македонски. Каде научиле македонски? Си ги прашал? Значи најверојатно имаат некоја роднина, баба, дедо или како му дојде прадедо, права. Имале од некој колено таму, да. И се заинтересирале едноставно, дошле кај нас во Македонија и си го учат јазикот чисто ради мера, пошто им е досадно веројатно. Немаат они некој план да дојдат тука да живеат. Исто така, тоа сакав да кажем, има и други луѓе кои што
и доаѓаат тука да живеат, тоа не ми е објаснили на мене. Да, обично ние бегаме од тука. Да, тоа е па добро, можеби на нив им е поевтино, нели? Добро. Поевтино. Се зависи каква плата зима. Не знам, ако зима сега, не знам, програмера кој ако не мора да за овие што ги живеелиштето да му биде кај што е, од кај што потекнува, па доаѓа да живее тука поевтино. А за овие што ги увезуваат? Кои ги увезуваат? Од Африка, за да работат тука. Што збореа нешто во Охрид или општо во Скопје, во цела Македонија, да. Сега нешто за непалците. Непалци си имаат увезувано, мислам, за... Што увезуваат, као работна сила, што? Да, бе, да, работна сила, затоа што снемува. Нема почнува да... Прво слушам за ова, не знам. Да, од кај ти се слушнал? Па, имам читано на вести, има искашано такви работи. Да. Добро, ја вести не сум, мислам, вести на телевизија, вести вака, не бе на телефон. Телевизија не сум отворил, ето уште една тема. Телевизија не сум отворил 10 години, може не сум. Телевизија, ја освен за спорт, за ништо друго. Да. Освен за спорт, за ништо друго телевизија. Не знам за непалци. Дури и за филмови си имаш Netflix и други сајтови. И што работат тие во Охрид? Угостителство, не знам, трговија. Имаме ние угостители, не знам. Па добро, трговија, не знам. Добро, ствари поише, повеќето нели одат за чистење доаѓаат, за такви, за хигиена. Нели одат во нашиве во Хрватска одат. Последниве 2-3 години. Можда и затоа, можда и тоа причина. Некам да мешам политика, на кратко ќе кажам само, тоа ти е све резултат, мислам, на глобализмот, затоа што англичанецот не се осеќа свој во својата земја, па има потреба да иде во туѓа, да живее и му убава тука. А ти што си македонец, тебе тука не ти убаво, па мора да си одиш и се раштракуваат луѓе. Англичани живеат во Македонија, македонци живеат во Англија. Разбираш? И на други. Па не, таков е зборот, ме разбираш, дека се иселуваат. Највеќе кај се. И секој не се седи во својото, си иде во туѓото. Највеќе се вамо, у Швајцарија, у Германија. Кој тоа? Нашиот. Не, во Австралија. Највише во Австралија. Па после тоа Швајцарија, Германија тие. Не знам за Швајцарија, за Германија знам дека се. Има многу и во Холандија има, знам многу. Меѓутоа, од таму почна дека... Што беше темата уствари? Па дека англичаните учат... А сакаат да учат македонски. И има некои кои што стварно добро го владеат. Не само англичани, исто така било кој странец. Има и унгарци кои што го учат јазикот, го знаат перфектно. Тоа ми е чудно мене. А обично нашиот јазик се рачуна како еден од најтешките јазици. Не само најтешките, не исто толку тежок како кинескиот, како мандаринскиот. Меѓутоа, тука негде се. Со македонскиот. Во тежина зборам. Од сокот на баба ти. Од сокот на баба ми, да. И многу нешто газирано. Газирано е па нешто, многу CO2 ставило. Многу долго е стоени, носи изгледа си има подрасипано. Си има подскиснато. Спонзорирате на. Ајде. Спонзори бараме тука. Спонзори. Можеме слободно да го извадиме шишево на маса, ама не смееме. Така или? Искуство со работа, друга тема. Па јас кажувам. Кажувавме, да, мислам дека веќе кажавме тоа, да. Можам да кажувам сега само ново, колку во Макдоналдс. Што планираш ти? Тоа сакав да те прашам. Што планираш ти сега каде да одиш, ако сакаш да ми кажеш? Да, и Германија. Што си работел претходно и што планираш понатаму? Освен Корпа, нели, тоа што го зборевме. Корпа, Макдоналдс имам работено како поврзано. Не би рекол дека градежништво, ама така нешто слично. Добро. Друго што имам. Бев на тој пописот што беше 21-ва. Да. Тоа работев цел месец. Што друго? Тоа Макдоналдс, Корпа, пописот. За Макдоналдс како ти беше искуство? Добро ли беше? Се зимаат ли платичка? Се зима пара, види, се зима. Има ли убав престој? Добро, за престој зборевме ние уствари. Кога зборевме за студентските домови. Нели, пристоен престој. Престојот не беше кој знае што, али ама пристоен, нели, тоа што беше. Така. Луѓето како се, дали се добри, дали се тимски играчи, дали се соработуваат. Во самата фирма или? Во фирмата, да, кај што те ставаат. Дали беа цимерите добри? Супер, сите беа супер. Можда имаше
Сега не може све да е сјајно, имаше неколку можда прљави ситуации. Па добро, сега не може све да Ама не може све да е сјајно. Ама се тоа се решава, нели? Тоа е Да, си има компромис ваму таму. Така. Ова кажи го. Супер си беа и во Макдоналдс со работниците. Супер беше искрено. Затоа идам пак. Тоа идам втор пат. И сега можеби и последен, можеби и не, ќе видиме тоа. Да. Добро сега тоа. Ќе каже животот понатаму. Времето ќе каже. Времето ќе покаже, да. И подкастите како што ќе поминуваат натака, вајде ќе снимаме подолго. Дај Боже да крена. Како рековме 100 сабскрајбери. 100 се достижни 100. Сабскрајбнете Да. дечки. Што сакав исто друго за Макдоналдс да те прашам. Што е Макдоналдс? Убава е храната. Си правите сами сендвичи, тоа исто сакав да. Как? Тоа пошто имаше многу луѓе кои што кажуваат не сте што работеле, ама ова ти зборам многу одамна. Не преку тоа work and travel. Какви експерименти сум си правил со сендвичи? Они порано не дозволувале да има експерименти такви да правите. Па јас Да се правите свој сендвичи. експерименти си правев свој сендвичи. Да. Климе сендвич. Лепче, кашкаво, луто, лепче. Со лутото, да. И плескавицата и лепче. Не практикував многу плескавици. Не знам зашо. Зашо не ќе ги плескаш? Па добро. Не, види, лето беше и не ме беше Ова ти е она татковска шега. Да. Лето беше, не знам, не бев толку сигурен у плескавиците. Иако таму беа ги правев, сам ги гледав како се Чува чуваат. не беше сигурен. Заради тоа што е Пак, топло времето. топло е, да. Па добро, нели се сочувани во соодветните... Тоа што се сочувани се е супер. Па не би требало сигурни тоа се, да има ама не проблем. знам, некако така сум научен у лето, еве и Па, сега добро. и предходно. Дојде јуни, до септември, октомври не јадам, избегавам плескавици, било каква јунешка, не знам, било каква. Соков стварно е расипан. Стварно е изветран, ово е мој. Изветран? Да, стварно. Сакаш тај си од другиот, Не, живи. од сокот на бабати. Изветран соков. Да, па. Стоел многу долго време. Тоа е од пред колку? Да. 3 дена, 4, кога беше? Саботата. Ми текна имаше. Ај докажи иначе. За друга тема ми текна. Окей. Па ништо е. Дојде лето, така ми е навика, едноставно не јадам такви работи. Поише со пилешко, со такви работи. И ваму сите со пилешко си ги правев. Имаше еден период, исто ми издосади од тоа, земав салати, јадев Цезар салати, ваква салата. Ама сам си ги правиш така? Сам си ги правев. Да. Некојаш ставав поише марула, некојаш поише зелка, некојаш... Да, значи имаш разновидни Патлижани, опции. Може да си Да. направиш како пошто порано вика дека не е било дозволено, дека морало само сендвичи. Тоа мислам дека е пред 10-15 години поише. Да, Да. може. И пошто види, имаше и некои денови само јадев пример крилца, овие wings или нагетс пример, ќе си знае ставев, не знам, 30-50 нагетс и само тоа јадев. Со сендвич. Да, или помфрит, на пример, само Да. компир. Добро, битно имаш избор, тоа е. Компири со пијалот, па мешав нагет со пијалот. 300 глупости имаше. Битно беше интересно. Супер. Значи ти си задоволен од таа работа. Задоволен и ги повикувам кој сака, кој има желба. И да заработи, Да. и да патува, и да... И да, и прошетав многу и имаш и да патуваш и да Сакав работиш да со- кажеш исто така додека беше таму, мислам дека Што? за Дончич. Што за Дончич? Да, Дончич. Дека го виде. Дончич. сега не зборевте? Се сликав со него. Тоа заборев да го спомнеме во епизода, во спорт епизодата. Тоа да. Да. Да, леле, стварно заборавивме. Да. Ништо, Добро тоа сега, е ете сега ќе го кажеме. Се дешава, да, сега ќе го кажеме. Ништо Дончич се сликав, со Дончич се сликав, со Нуркич се сликав, со... Ама Кој беше друг? се сликаше Да, како се сликав вака се, или па, или одеше Сега, он воден? таму си поминуваше, си даваше автограми. Не сакаше многу да се слика, само автограми поише даваше. Така. Ама, За уште дават автограми. да. Ја мислам дека автограми веќе... И Па добро, не. има нели limited edition работи, нели потпишуваат и после тоа, например, баскет Ги потпишуваат или продаваат. мајци ги продаваат за милиони и Да, милиони да, таму. да. Абе, ви, Ама не он знам, автограм јас- чисто за да ти седи во тетрадка, веќе тоа никој не го Јас прави. никогаш не сум барал автограм, секогаш слика. Слика Па- или барем муабет да си направиш, како со Нурки што си направив муабет.
Да, и што си направив таму? Ништо, играа карти, ја го зезав, му викав ништо. Кој игра карти? Играше карти Нуркич. Со кој? Со тие некои пријатели таму. Со пријатели? Ги собраа. Ама чека, ова каде се сретнав тоа? Он пиеше кафе во кафичот што ми беше. И ти шеташе, што правеше таму? Кафичот ми беше на 20 метра од нашата зграда. Така. А оника што беа сместени во тој мериот ми беше на 5 метра. И он си седеше, си пиеше кафе и ние на кај продавница идеме, пошто му викаш и продавницата беше на 50 метра и ја му викам кај си брат? Викам дај една слика. И вика ај пробај, вика. Пробај. И викам ај чим да пробам и така ме сликаше еден другар заедно. Да. И што викаш? И после викам да го зезам малце за картите. Му викам шо е, викам карти, викам утре утакмица играте Босна против не знам со кој играше. И вика ти си играш малце мајтав со мене, а? И толку? Да, на босански рачуне колку беше смешно. На босански, да. Сега да не имитираме. Да не имитираме, да. Имам ја една изрека, сум ти кажал 100 пати, само сега не е за камера. Тоа беше многу јак момент, искрено ќе го памтам цел живот. Да, што вика пробај. Да, пробај. И што вика, ти вика мајтав си играш со мене. И чекај, со кој беше Дончич, Нуркич, беше не се сликав со нив, али ги видов и као се поздравивме вака, нели, со рака, Сабонис, Сабонис, кој други овој со Литванија што беше исто. Шрудера? Не, со брада од Литванија. Со брадата. Андреа го кажа. На ВБ како беше. Да, бе, знам за кој збори. На тој, да. Да, тој. Да, тој. Знае ке ме свата ти оне. Друг кој беше? Да, и Шродер го видов. Шрудер, да. Кој друг беше? Кој играше тоа време во НБА уште? Не ми текнува, друга некоја репрезентација беше. А што беше уствари тогаш? Европско првенство во Германија беше. Кој беа сместени кај нас, беа сместени во тој мериот, беа сместени Словенија, Босна, Германија, Литванија и уште некој беше сместен, дали Италија беше или не знам. Точно мислам дека уште еден НБА играч имаше таму. Али сега не се сеќавам кој беше точно. Така. Добро, изнашаутавме многу теми. Што ти текна тебе преска, што кажа ми текна? Ми текна, еве друг момент ќе почнеме за соковите. Дали се ти си има случајно во газоза шише да се полажеш во фрижидер, мислиш дека сок, уствари испадна дека е ракијата што ја печела, што ја правела? Не. Не ти се случило, леле? Види, ми се случило да земам, ама сум го отворил и ми дошол мирис. Не, јас сум го земал, сум го отворил, сум ставил чаша во кава, волку, и го испил. И не како да го испијам. Добро. Како да си пробал или? Не, како да пробам? Мал. 12-13 години сум имал. Чи тебе ти дошол мирисот? Па сум го ставил нели у чашата и дури вака да дај ми тогаш ми даде дури. А ја више колку чашки раки има ова? Едно 6-7 сигурно. Да. 6 еве, да не претерувам. И 6 фиксирачки. Тоа ми текна преска за иначе имам земено вака да се залажам од тие кола јас. Или бело, мислиш вода е ладна. Нели се пуни вода ладна, у такви некои шишиња поголеми. И ја да земам изморен од надвор од фудбал. Не, само што го отворам и да ставам и ми доаѓа мирисот и викам што е ова, еден мирис на ми гледам. И ништо го прави. Добро, тоа не е страшно. Него страшно е ова цела ваква да е. Па добро, ќе се. После кој ќе го пие тоа? Ќе се подели по чашки. Ќе се подели, да, кој? Ќе викнеш или ти сам так. Сам стави. Еве за подкаст челендж. Раќа цела ваква чаша и ајде. Не можеш. Ти не можеш. Можам. Тоа е таа задница. Не сега. А после? После може. Надвор од камера. А утре? Да не се. Еве, ја исписала чаша. Тоа. Добро, да видиме сега друга тема Cypher. Значи ние се тука како фристайл правиме Cypher, кога ги фрламе темиве. Многу сум уморен некако и за тоа изгледа толку пијам. Како мислиш уморен си? Така некако, како жеден уморен. Жеден. И жеден и уморен. Јас се па казни.
Кратко и битно прашање, дали има некој искуство што се десило некој да добие ЈСП казна на автобус и не ја плате? Ја знам. Ајде, пуцај мајсторе. Ја знам луѓе што добиле казна, ама ја платиле. Ниша, мислам дека си имал приказка да кажеш, да, ти си Јас ме немаат фатено мене. ангел. Не, мене ме немаат фатено. Јас имам Имаше една свијам шверцано 100 пати, не ми е. Си шверцал. Не ми е глупо. Не ми е глупо да кажам пред камера. Не те глупо. Ама сега ЈСП ќе гледа, сега на врата. Ајде. На врата, шо на врата. Господине Лазаревски климе. Шо на врата. Се шалиме, не. На врата. Значи не си имал никакво искуство. Ама други знам луѓе што ги имаат казна. Ама ги плателе. Ги плателе, не како овој што кажа да не ја платат. Да. Ги плателе. И толку. И ништо ја платиш. Колку беше 1000 денари? Да. Па добро сега. За карта од 150 денари ти дарче си плаќаш. Да. Колку е 100? Гледај, дневна карта. Колку? Зашо? За повеќе пати. За 10 возења, колку е? Не знам тоа. Тоа не. Или не, месечно. Не, јас вака, јас се возам. Месечно колку беше? 1000 нешто, 1200, 300, колку е? Месечно. Колку е? Поише? Тоа како е боле. Не е толку, Колку е месечно? Помалце мислам. Помалце е месечно. Не, види, не сум сигурен да не кажувам, значи ја допред да имам кола се возев автобус, ама бидејќи тоа ретко беше, земав со телефонот, си инсталирав тоа ЈСП и се скенираш за 40 денари. Не знам, јас се шверцав. Пошто сега, па не сега да земам месечна членарина, а не се возам толку често, не ми се сплати. И тоа, со телефонот идеш, тракнуваш и сега да не се влечам по железничка таму кај леле колку се чекаш. Имаше сега период кога дава, нели, се не знам уште дали дават, не се интересирам. Бесплатно на ЈСП картичка, ама за студенти, за факултет. Уште има. Уште има? Епа јас ја немам затоа што предходната година отидов и чекав човече 4 сати, човече редица, колку е редица вака, да. И ништо ми прекипа и си отидов дома, па после утредента. Мислам, добро, тогаш бев со другарче, се зафркававме. И добро, се не претерам 4 сати. Таков е зборот, ама ме разбира, многу долго се чекаше. И сега ќе ти кажам, знаеш каде се взимаат тие картички, знам, кај автобусчето. Од автобусчето до, да речеме, до преку улицата имаше гужва. Што збориш? Да. Преку улицата имаше гужви, вака беа сите. И отидов утредента, затоа некој друг ден отидов. Кажи ми дали ја зема на крај. Не ја земав на крај. Затоа што и тој ден исто така имаше гужви, реков, викам, времето е пари и парите се време, нема тука сега за една картица тука ќе се да не изразам пак, нели, да не бидам одредена националност. Кажи го. Да не бидам таков. Вако. И си земам си плаќам 40 денари. Не ми се ништо, тоа е дали еднашко година дека се возам автобус. Чекај сега. Толку. Ја имам таа картичка, ама треба да ја дополнам, пошто ми важеше до декември. А сега сме јуни. Да, па ама се од тогаш дали 2 пати си имам качен у автобус. Добро, ти со кола, јас со кола, нема потреба, да. Или евентуално ако немам кола, или ќе ме земе некој ти кој што ме земаш, или пешки може да поедам. Ќе се раздвижам. Така. Зашо да не? Да немаш уште нешто да кажеш за ЈСП казни тоа? Не, ја мислам дека ти имаш прича, ама прича. Ја не сум имал никогаш. Други се случило да влезат контрола. Други другари знам имаат причи да кажуваат, ама тоа е. Се случило да влеза контрола и да ме побара, ама тогаш секогаш сум бил, не ми се случило никад да оставам. Ти кажувај од таму баре јас себе ако најдам нешто. Кочани и Виница, која радио е најслушана? Ајде кажи ми ти сега за Виница тука подетално. Искрено не знам. Кој слуша радио ако прво? Да, како прво, да, кој слуша радио. Ако има уште такви луѓе. Искрено не знам, би требало да е канал 77, пошто тоа е низ цела Македонија е тоа. А нели Фортуна, овие повеќето има само Скопје што ги фаќа. Скопски радио. И канал 77 мислам низ цела. Радио не сум пуштил 5 години. Ама би требало да има таму во Кочани и Виница, во тој регион, во Источна Македонија, би требало да имаат и нивно радио. Ама би требало. Сега
тие што ми се роднини пријатели од Виница, нив ќе ги прашаме, може да пишат и у коментар. Да дојдат подкаст да зборат за Виница. Добро, може да дојдат и у подкаст ако сакаат, иако не верувам. Ама еве, нека пишат. Кажи ми еве ти за Виница нешто. Нека пишат у коментар кое радио е најслушано у Виница. Да. Што да кажеме за Виница? Општо вака кажи. Што да кажам? Па не знам, раскажи еве. Кажеме нешто подетално. Подетално, па нешто така од чистомија. Имаш потекло од таму. Па добро, види, јас немам потекло од таму, ама моите се од таму. Па добро, да, тоа се мисла, да. Така. Моите се од таму. Да. Имам роднини и пријатели од таму. Што друго да ти кажам, не знам. Журки, добро, журки кафани, кафаните кажи колку ефтина си поминавме. Добра, не беше тоа Виница, беше Берова, ама истите цени се нели, да. Исто е, да. Види, ја порано до кај 600-700 оделение, 600 максимум. Од 3 месеца во летниот распуст што ги имавме, еден сигурно седев во Виница. Так. И интересно ми беше цело време во парк, имаше еден парк, цело време имаше деца. И на игралиштата исто, цело време деца и со нив таму. Али сега не, сега брат празно. Да, сега нема искочиш у парк у истото време, пример 5-6 кога сме искачале ко малице, а нема жива душа. Тоа е тоа што да ти кажам за Виница. Па добро, мислам маса поише ќе кажеш. Не само за Виница, општо и за помалите места. За помалите места, да, нема што многу да се каже, освен па видим. Ќе ти кажам за Далас. Зашо за Далас? Губат 2-0, што е ова? Катастрофа. Добро, се не знаеме кога ќе стане епизода. Не знаеме кога ќе видиме. Ама моментално е 2-0 за Моментално е 2-0 против Далас. Јас не сакам веќе да коментирам за спорт НБА поконкретно. Се додека таа пластична екипа не почна да губат и да искачат од плейофс. Затоа што на среќа, значи види како игра прво Джейсон Тейтум, ужасно, еден од најужасните плейоф перформанси. Сега? Да, финалето, да. Не знам. Да. Види му процент на шут, види му види му колку има изгубени топки. Добро, додуше и Далас тука втората игра многу топки изгубија. Па втората заврши потесно од првата. Се зезнав што останав 7 разлика. Како потесно? Втората 7 разлика заврши, а првата 17. Втората многу беше. Многу беше втората, значи на крај 5-98 заврши. Ама на крај тоа беше. А цела утакмица водат 10-15 разлика. Ја ти кажам, ја гледав цела утакмица пред да се изнервирам и да исклучам. И џабе шалко 7 разлика кога пак губат, па е 2-0. Ме разбираш, еден разлика да изгубеле. Да. Ме разбираш, не. И тоа, еве, нека се радуваат на Бостон навивачите, една титула ќе освојат сега, после 20 години дупки пак ќе бидат, 30 години, иста прича ќе бидат, Лейкърс 5 пати поише ќе освојат. Кој е последен? Ќе дојде Џими Батлер кај нас. Кој освоја последен пат? Кој? Бостон. Бостон 2008. Да. Се 16 години. 16 години. Па ето таман сега еве, пошто се грео так, нека освојат уште еден прсен. И после тоа Лейкърс уште 5 пати ќе освојат. Така иде така и историјата се повторува. 2040 среден пат. Малце да се пошалиме. Следна титула Бостон 2040. Така нешто, да. Кога освојат Бостон 2040 ќе се враќа на постото, ќе рече, Климен кажа 2040. Тај требал. Да. А замисли не освојат сега. Ја ќе купам дрес од Дончич, ако освојат Далас сега, ама еве ти кажам оригинален дрес купам. Купувам оригинален дрес ако освојат Далас, ако се подобрат магично, мадаш ако играат како сегаш игра. Добро, види, дома играат. Многу тешко. Па тама после две игри па играат у Бостон. Една е. И па добро една и Далас една у Бостон. Абе доволно е уште една да изгубат, брате. Сега се подпрени кон зидот. Више ти кога ќе почнеш 3-0 да губиш или 3-1, готово, тоа е. Ниту еден тим не се вратил од. Добро, 3-1 се вратија Кавалиерс, нели? Ама 3-0 никој не се вратил. Така да нека пазат што прават. За се има прв пат. Добро, ти си Далас, ти поише поси надежан, јас се откажав. Додека не го видам додека трофејот не збориме ништо. Мислам општо вака со сите не зборам. Сите што ќе ми спомнат брат Далас, викам не, доста. Кјуте. Ја мислам ти да гледаш на Reddit-ото ти ако го чекуваме од мојот Инстаграм све. Не, еве гледам јас.
Мене на мојот Инстаграм све спорт ми искача, Reddit не користам. Еве, гледам тука се еве глупости пишуваат, ништо посебно. Па ништо посебно еве. Многу лабав подкаст денеска дека. Што змија мојт да бидена? Ти одговори ми тоа прашање. Што змија? Не знам, анаконда. Анаконда. Кај да знам. Само не велете Билјана такви коментари, веќе пишено. Отровни. Поздрав до Билјана. Добро, тоа очигледно Билјана е змијата. И пиперки. И па сега така ја не само изборови така кажуваат. Тоа е. Сега, ај, А5. Драги Змијана, што е ова, бе, брат? Што е ова со Змијана? Ми дарен ден против злоупотреба на деци. Абе, А5 купе. А не, драги Змијана. А ова човек. 2007-2011. Абе, чекај бе, друго читам јас. Абе, ја А5-ката. Абе, чекај бе, Ауди А5. Абе, гледаш, овој вика Змија пред 2 сати, друг еден исто вика драги Змијана, не знам што е тоа. Еве Боки ако сака да купи А5, се продава. Така, се продава. Тоа А5 што пише купе 2007-2011. Совет за А5-ка, не. Совет баре. Колку на годишно ниво издвојувате за сервис? Ја мислев за продавање па Боки. Ја имам А4, не знам. За А5 поима немам. Кај да најдам стан за изнемување во Дојран Фест? Сега. Ајде те молам, објасни ми. Јас што сум против Дојран, Фест. Против. Ти си за Фест, сакаш да одиш. Кажи ми, убеди ме еве мене да дојдам јас на Фест. Што е тоа толку? Убедам. Што е толку? Убаво е да се иде на фестивали. Да, ама не на Фест. Зошто да не? Затоа што е супер беше на Фест. Како да се изразиме пак да не бидам вулгарен. Ја лани супер си продав. Исто како да одиш во шутка. Да, ама ја лани супер си продав на Фест. Мириса лошо. За крш се апартманите за никаде. Разбираш, значи нема ама таму освен Дојран Фест нема таму журки, нема. Чекај малце. Езерото никој не се капа. Контрадикторно. Контрадикторно. Дали ти кога идеш на фестивал ќе седиш во апартман? Полно идеш таму само за да спиеш. Да, па добро, па ќе спијам у соба кај што мириса, кај што има некој закопано тело таму. Ти треба само креветот и туш. Па добро, ама еве замисли се кревет добар и туш ти треба. Значи, добро, за Дојран Фест окей, ама имаш на пример се момент еве во Закантовски ќе ти кажам. Значи, најлошото мерак за Јакинтос. Најлошото искуство. Не ми е мерак. Многу е мерак за Јакинтос да јаде гол. Не ми е мерак. Значи, да не биде. Ме вади од кожа затоа што сум дал толку пари. Слушам. Сум дал толку пари. Добро. За одмор, кој што очекуваш да биде вау, и на крај испаѓа дека нема врска, дека е полош од Фест. Еве ќе ти дам кредит. Фест е подобро од ако веќе мора да бирам меѓу тие две зла, меѓу Фест и Закинтос, ќе преби бирал Фест. Ма ти не си ни бил на Фест? Сум бил, како не сум бил. И кога си бил? Сум бил, само што јас не сум имал апартман, да вако имам куќа таму близина, сега да не кажам каде. Ама у Дојран си бил, не си бил у Фест? Имаше Фест, како не? Да? Да. Тоа беше 2 таму, која? 2... Па не знам, Фест од кога е? 17-та, поименам, не знам. Одамна е Фест? Па тоа мислам дека одамна. Ја за Фест дознав пред 2-3 години. Мислам дека одамна е. 20 Имаше тогаш и фестивали, и фестивал бе, до ниедно време журкици имаше. Не журкици, туку... Бе, фестивал бе како Нови Сад. Како сега Струмица што го направија Exit Струмица. Тоа е исто така тема друга, Exit Струмица и Exitот во Нови Сад. Сакам да отидам на Exit Струмица. На Exit? Да видам како е. Оди подобро од Фест, тоа ќе го кажам 100%. Ама ја би те препорачал да одиш у Нови Сад. Бе, добро е Exitот Нови Сад. Exitот од Нови Сад е нешто Сакам да идам најнормално, и Exit Нови Сад. Како човек што не оди на фестивали, не е нормален интроверт, не сака се меша со луѓе, некако Exit беше така кец од 10 ми дојде. Сакам Exit и Нови Сад и Exit Струмица, сакам да искусам. Не би одел пак, затоа што кој е поентата би... Не, Exit Нови Сад. Зошто? Па више еднаш кога сум бил, втор пат не би било до толку јако како првиот и... Па најверојатно. Да, што знам, може само јас сум таков. Иначе да, за да, како што ја не би отишол на Охрид Конинг во втор пат. Сум бил еднаш доста. Па тоа е истото. Си бил еднашка. Окей, Охрид. Сега треба ефтен некој да дојде во Охрид Конинг за да, не знам.
Кој би дошол, некој познат певче го сакаш ти за да... Не знам која Еминем, нека дојде. Да, Еминем ако да е многу нормално, ако дое во Нови Сад, мада што не верувам. Еминем што би дошол најблиску што би дошол до Балканот би било или Хрватска или Маđарска, Унгарија. Па да, ние гледавме, имаше исто така фестивал, заборев. У Будимпешта има еден фестивал. Тој фестивал. Кида Еминем и мислам Snoop Dogg ли, кој беше? Не оде Еминем. Еминем оди. Не оде. Не знам дали годинава или следната. Не оде, не. Да, годинава не оде. Кај за годинава тогаш. Кога му читав за следни концерти, го имаше пишано фестивал у Будимпешта. Ме зафркаваш. Дај да видам. Ај отвори ми ова, сакам да видам. Ако треба и кога скратиме подкастот. Ова е многу добро. Еве мислам читав ја. Добро, тоа ако се некои од Инстаграм новости кои ќе ги стават за кликови. Сакам не бе на Хром, брат, сакав да отидам на Сакам општо да идам на Еминем концерти и си гледав Еминем кога има следни концерти, пошто кај да ќе се пензионира, така и сакаш дур прави концерти да отидеш. И пишуваше Будимпешта. Сега не знам која година беше. 2030. Еве ти Американ рапер. Не заебаваш. Пак пипке те заебаваш. Ствари, дај, га сакаш. Да не биде све тука пцуеме. Еминем, што отвори Википедија, бе? Википедија отвори. Добра, ти барај. Ти читај таму. Ја ке читам. Па добро, ете за ДФС нека докажав. Ти announcements. Reject. Значи тоа накратко сакам да кажам, ДФС дека место кај што идат секакви, дека идат и неизбањати, дека не е место за мене, искрено. Значи истото како, па добро, да, ама например сега не знам, имаш разлика меѓу тие што одат на фестивал во Нови Сад и тие што одат на фестивал во ДФС, многу голема разлика у цивилизација. Имаш многу понецивилизирани од ДФС. Да не ругам, ама тоа е што да кажам. Ако би бирал веќе, реков, Нови Сад би одел пак, меѓутоа еднашка ми е доста. Шо? Абе, нема да оди, ти кажав. Не ме чекај. Се чита други работи. Ќе идел на Формула 1, ќе држал, ќе испеал неколку песни. Читам ја правилно или шо? Пост рейс концерт, да бе. Добро, ајде да видиме. На 19 октомври на Америка кога ќе биде Гран Прито, ќе има концерт Еминем. Епа сега немам пари за Гран При. Ти имаш пари да ми даеш, да одам? Не, брат. Епа, тоа е. Шо да ти правам сега? Ајде да збориме сега. Чекај да го најдам, сакам. Шо? Епа, ајде са подкастот трае. Позади камера. Ај по утре за утре. Добро, дека стварно прочитав. Па добро се. Не, ова не го свечи, брат, што има врска, не го седи. Па добро. Сега те зборам за... Што ме праша за ова, за... Кај да не дам стан за... Чекај. Да, за ДФС. Да ти кажам за Закентус. Кажи. Не знам јас дали сум ти раскажувал вака. Абе, раскажувавте тогаш, ама еве кажи го сакаш. Па ништо ќе кажам, ужасно место. Не би препорачал на никој да оди. Јас имав супер искуство во Закентус, само што јас отидов приватно. Вака сега, да не бидам толку дека ругам само, плажите се супер и тоа што можеш да одиш да видиш и карпите и таму нели ричето што е нагоре што се иде. Многу места има за посета. Вака окей местото, меѓутоа ние кај што бевме конкретно сместени. Па тоа може би како да експлозија како да има. Значи доаѓа во 12 сатни тура, вода за пиење, за бањање исто така имаше со цевки со, значи не знам каков е тој југословенски систем од пред милион години. Не, навраде кон југословенскиот систем е дури од пештерите кога правеле канализации, да. Спарта буквално. Спарта, значи како да ти кажам, имаше ставарци многу шета околу дворот. Значи ѓубре на секаде исфрлано. Значи тоа ти е буквално, како да ти кажам, дефиниција за скам, буквално. И да дадов 500 евра, мислам дека по-убаво ќе си отиде во Охрид ќе поседаш. Слушај, јас таму кај што бев у тоа место у Закентус, ама ја ти кај беше? Може има и разлика, добро сега,
Ти у 5 звезди хотел да не си бил, тоа е више друго. Ја не бев у 5 звезди хотел, јас бев у апартман, ама приватно бев, како да ти кажам. Со моите. Како мислиш, па ја бев приватно? Вие бевте со агенција, можеби тоа има разлика. Сакаш да кажеш сам на своја иницијатива. Можеби тоа има некаква разлика, не, можеби, не знам. Добро, да, ние бевме со агенција сега да не испадне дека ја ругаме. И можеби да ја бедеме тужби, можеби не знам, и можеби до тоа местото кај што прашајте у коментари, ќе ви кажам у чат кој со која агенција да не одите во ниту еден случај. Види, он имаше лошо искуство со таа агенција, ја имав пример супер искуство со агенцијата како агенција. Со истата сосема истата агенција отидовме и ја и он, јас на екскурзија, он на одмор, јас имам супер искуство, он не. Да. И тоа е тоа. Али сам да ти кажам, ја кај што бев таму, сега не знам точно, не памтам кај бев, што беше тоа 2018 или 2019. Не го памтам точно местото, ама знам дека беше узакенто, супер беше сместувањето, апартманите, плажите, одлично се посрекило. Не знам дали ми се посрекило. Се посрекило, гарант, тоа е. Може и моите нашле баш таму кај може баш таму сакале да. Значи, вака сега, ова морам да го кажам, пошто може ќе речат истото, па што не сте виделе слики. Ние бевме убедени, ти знаеш кој правеше тоа, дека било супер, дека било добро за тие пари и дека супер ќе се поминале. И знаеш, тој човек што ни кажа така, бил веќе претходно, вика да, супер, одете. Од агенцијата? Молим? Од агенцијата? Не од агенцијата, од да не кажам сега машко, женско, кој е? Пријател наш. Од друштвото, да ќе ти кажам после, не е битно. Добро, окей. Значи не убедуваше дека било супер и дека да одиме и дека немало да биде грешка, испада најголемата грешка у мојот живот. Требаше да отворам да видам, да ни пуштат слики и тоа ми е сега буквално параноја. Секој пат кога одиме да бараме нешто на Booking, на интернет, значи барам од газарицата или од газата од кој да е, 100 милиони слики, сакам видео, сакам све. Сакам тушот да го снимат. Тушот нас беше искршен. Не тушот, туку тоа долеше, нели што... Казанчето? Не бе казанчето. Шо? Нели што иде водата за во канализација иде. Да, знам зашто збориш. Значи тоа се лиеше, тоа беше скршено и секој пат кога се туширавме, вака правеше вода. Разбираш? И се изливаше водата. Да видам да не ми искочи нешто, ама... Значи ужасно искуство се на себе, пошто не ќе збориме за таа тема. Не дека не ќе да зборам. Али не иде ту закентос, тоа е полуката на овој подкаст. Сакам да видам да не има некоја тема. Тоа ќе биде насловот, не иде ту закентос, катастрофа. И плюс грчишта. Палачинки. Ми искочи. Палачинки, добро. Значи све, слушај, све спорт и палачинки, брат. Да. Не, морам да се диета. Што ќе кажеш за палачинки? Ништо што ќе кажам. Не се добри за диета. Не ги јадете. Јадете ги привремено. Тоа е тоа. Привремено јадете ги од чатпат. Ти насловот може да биде, не мора. Сметате ли? Насловот може да биде не јадете палачинки. Бидете на диета. Насловот ќе биде расипан сок. Не е расипан, скиснат. Сметате ли дека моралните вредности во земјава опаѓаат? Да. Со оглед на тоа што закинето се многу лоши искуство. Не, се шалам. Сега готово више, не ги зборам. Мора малце. Смеење. Више 40 минути колку време веќе брбориме, ништо интересно не кажавме. И онака слободна тема. Некако днес ни е треба да се научиме на слободна тема. Кај знаеш бе колку е? Не, бе 40. Сигурно 40 минути, гарант. Еве, не го сечам подкастот. Сега да видиме колку е. Не го сечи. Колку? 45 минути. Гледаш ли бе? Што збориш? 45 минути збориш. Вања. Брат, како помина 45 минути? Па еве, ја вака направи и помина. Ти си таму, са? Не, јас сум... Iron. Да. Опаѓаат ли моралните вредности? Да. Да? Како опаѓаат? Вака паѓаат. Значи, ако не ги буткаат, нема да паднат, така?
Нема што да паднат ако останат нисто. Еве, ако чашава ја ставиш тука, еве. Вака, добро, не гледат се они. Ама еве, да речеме, еве чаша тука стои. Ама не гледате таму. Еве тука стои чаша и ти се вака ако и наприш ќе падне, ќе се скрши. Нормално дека ќе опаѓа. Не, ти да ја пуштиш ќе падне. Ама добро, ама да речеме еве тука ја ставиш и се ти ја бутнеш, сваѓаш и нормално ќе опаѓа, така. Мислам дека насловот треба да биде Климе и Васил. Климе и Васил фори. Се глупираат. Не, гафове. Гафове беше. Се глупираат. Ајде да видиме нешто друго. Ајде извади научарите, доста се филмаш. Не може да ги вадам, сега нема да ги извадам. Сега попланирав да ги извадам, сега не ги вадам. Јас сум така контра човек, ако му каже на некој нешто не прави, ја го правам. И кога нешто ќе ми каже да правам, не правам од динајата. Лажам, да, најголемиот лажгот сум јас. Поголем лажгот политичарите сум јас. Да. Предлог песни од Стара сватицата. Ајде, па ја не сум Стара сватица. Стара сватата, ајде. Кој песни ќе ги предложиш? 5 до 2. А за шо? За свадба. 5 до 2. Пајак? Не, не се зепаја. Некој таму турбо фолк. Кажи ги кој Бисер Балкански. И после тоа ќе ја предложам. А зошто е Бисер Балкански? Ќе ја предложам. Зошто е Бисер Балкански? Ќе ја предложам. Зошто е Бисер Балкански? Кажи. Химната од Bad Boys. Добро. Ќе ја предложам. Ама зошто е Бисер Балкански? Е добро прашање. Бисер Балкански зошто е? Така им текнало, кај да знам. Не, да ме интересира зошто е балкански, зошто не е кинески. Зошто си ти? Што е кинески поевтин ќе пите. Да дека ова е многу скап балканскиот. Што 3 за 100 е балкански. 3 за 100 е балканскиот. Македонско, балканско мезе, ајде, што ќе кажеш ти за тоа? Шопска салата. Кој? Шопска салата. Шопска салата, добро. Мезе, само мезе. Пивце, ракија. Што пивце не е мезе, пивце пиење. Добро пиење, да, ама заедно со салатата, добро пиво не оди, да, управо си. Малиџано, ајвар. Да. Ама ракија да, ракија иде со салата, така. Добро, бурек не е мезе. Бурек. Мислиш пита сакаш да кажеш. Не бе, ама мезе рече. За мезе има. Па за мезиња бурекот не е баш мезен, бурекот е доручок. Печено сирење што го дава по кафаните. Топено сирење. Топено. Да. И кајмак. Сега ми се пријаде. Кајмак со кебабите. Добро. Дечки после снимање имаме ние на кебаб. Кебаб, нама добро кебабот не е мезе. Добро. Јадење, да. Ама како и да е, после снимање ние ќе си нарачаме кебаб. Значи битно сам балканско-македонско, тоа е. Да. Шопска, ајвар. Што ја кажеш за тоа дека бугарите викат дека е шопска салатата? Кринж. Немам зборови. Немаш зборови. Клима изгасане без. Бугарите можат да зборат. Клима не е тука. Можат што сака да видат. Како мотно. Сега. Да не отвараме политички. Кодекс на облекување. Што бе кодекс? Правилник за облекување доколку може да му упати некој, кај да го поворам во едно и прашање. Дали некоја институција може да ми одбие да ме услужи во основа на облека? Не, нема да те одбијат. Да, ја мислам треба да се пофалиме дека снимаме после испити. Зашто? Одма после испит, па ти полагаш, ја полагав и сега седнавме да снимаме. Треба да добро. Треба да пишете. Не, ти пофали се, зборам за мене. Немам што да се пофалам. Треба да пишат у коментари, браво дечки, браво, не сте нормални. И ти пофали се, јас значи дука ми е дојдено и сакам што поскоро да заврши и да заполам дипломата. Добро. Па зашто се мачеш? 4. Па брат за ништо, брат, за ништо. 5-6 ќе видиме. Не, се шалиме, ќе видиме понатаму животот што ќе донесем. Значи кодекс на облекување ти ништо нема да кажеш. Абе, таму листа и кодекс. Па нема листа и што? Што кодекс на облекување? Па види се одну крајно облечен, јас сум облечен вакво. Па на испит бев. Па добро, не ми каже, онда ми кажеш ја ќе у машна ќе дојде у сако. Чи више кога се писнуваме. Следен испит. Следен испит, дечки, не знам тамо, кој предмет го имаш? Како беше? Што, дискретно? Дискретна. Дискретно. Следен испит, дискретно. Само тој сте го научил. Што ќе кажеш следна епизода, што? Следен подкаст со кошули влагаме тука по ваквото, како на телевизија да сме, не на YouTube.
Дали умира телевизијата? Да, тоа кога? Умрена е таа 10 години. Умрена е, да, кој ја гледат, старци само ја гледат, што не знаат YouTube да отворат. Ја ти кажам, ја ти викам, телевизија користам само за спорт. Ако постарите ги научиш да отворат YouTube и да бараат серии на интернет, нема да гледаат ни турски серии, нема да гледаат ни вести, ни ништо нема да гледаат. Нема ќе изумре едноставно. Па еве сестра ми нема купено кабеловска телевизија, све на интернет. Па добро, да, ама сестра ти е помлада, се збориме ние за постарите генерации за. Да, па и дедо. За баба ми, дедо ми, дедо ми нема кабеловска такви работи, ама има едно апаратче, има 50.000 канали има на него. Ама не чекај, тоа е ко интернет нешто или ко апаратче бе провайдер. Па добро, тоа е интернет провайдер. Ама пакет од телевизија. Па апаратче, не е баш она класичната телевизија, кабеловска. Не, јас зборам баш као на интернет да се префрлиш, да не мора кабеловска да купи. Немам потреба со од кабеловска. Па ние. Доколку би живеел сам. Само види, само спорт и филмови. Само тоа. Ни спорт, што спортот на веб страни ќе го зборам јас само спорт. Се додека пиратеријата е легална, дори не стават мерки. Може да се гледа. Тоа сакам да ти кажам јас, само спорт гледам и филмови. Што друго гледам, да не сум отворил нешто од овие телевизии, сега да не ги спомнувам. Да ми папнат нешто. Да ме бакнат тука нешто. Не кенсел тужба, некој не ги ти бакнат. Кенсел може ти бакнат. Што сме ги спомнали. Гледачи право. Гледачите, немојте кенсел, брат. Што да подарам за роден ден на мојата симпатија, добро. Брат. У загради озбилно, ова го пишал наш другар. Стварно? Не. Не. По стилот на изразување, не, се зафркавам, иначе не е он. Што да ја купи, брат? Свеќе и бомбонјера и некој мече. Симпатија. Адрес нема да ја купиш дрес од МБ ако навева. Симпатија му е, нема женска. Тука си управо. Тука многу свеќе бомбонјера и многу добра разлика направи. Свеќе бомбонјера и таму нешто мече. Кај да знам. И мече. Кај да се? Не. Не пред глупости. Да. Аватар. Што за Аватар? Аватар пишува или идеш на почитав? Ај погоре. Каков Аватар? Погоре. Чекај. Арт. Идеш. Не читај тоа, не читај. Ја па Аватар, не читај што Аватар се. тоа. Некој да препорача што е тоа ретро моторче. Ретро моторче, не знам. Моторче некој да препорача за братов. Добро, некој се. 50 кубика. Бара. За возачка. Што за возачка? Возачка. Искуство возачка. Вчера се сликав. Што се за возачка? Се сликав. Се сликаше? Да. За да ја обновиш или да? И не ми дадоа да се сликам без наочари, а ја више не носам наочари. Па не можеш да ти дадат со наочари да се сликаш. Што? Не можеш, да. Што не можам? Да се сликаш со наочари. Не ми дадоа без наочари да се сликам. Без? Мораше со наочари. Да, зошто? Дека тега сум бил на првата возачка. Морало лекарско да вадам за... Зашо за наочари за да те слика? Да ме слика без наочари. Умрдната работа. Па добро. Демек така не, мислев ке кажеш те тера да ставаш наочари за да те слика. Да. Ме тера да ставам наочари затоа што морало лекарско да извадам за да ако сакам да ме сликаат без наочари. Добро ли? Ај сконтај го, размисли. Добро, па не сваќам поентата. Добро и шо ко демек. Шивака, јас сакав да се сликам. Не. Ја разбирам тиш мене што ми кажеш, него не ја сваќам нивната поента со. Па таде, да, ја тоа прашувам нивната поента, што е поентата. Не знам. Ја затоа сум сега на сликата пак со наочари, иако више не носам наочари. Не знам. Затоа што ме мрзеше сега, кој ќе вади лекарско па да закажува нов термин. Требаше, слушај, требаше да вадам лекарско, па да закажувам нов термин и рачунај ќе ми закажат таму за 5 месеца. Кој што е сега гужвите. Не знам. Но затоа сме до ова дерече. Сакав за возење да те прашам. За возење. Од која положите? Четврта, од трета. Четврта, мислам беше. Да, четврта. Да. Искуство ништо, брат, ме паја за глупости. Нивни измислици. Да, за да повеќе да глупости. Повеќе да возиш? Да, брат. Со што возеше? Со што кола? Со поло. Со поло беше ти, да. Ја беше. Супер количе, ама за глупости ме паја. Да. Види, првата и третата... Теоретска и полигон положи од прва, сигурно, тоа сите го правиме. Првиот и третиот тест возење што беше низ град,
перфектно извозев, буквално ми наоѓа глупости, некои дивни измислици. Од прва збориме? Да, од прва и од трета. Аха. А вториот пат кога возев, втората, нели? Од втора нешто? Ми истрча пешак од нигде никаде, а за мене беше зелено. Пази, за мене семафорот зелен и ми истрчува пешак и овој ми закочи од комисијата и фактички паднаци. Чим ти кочи он. И технички пешакот ме зафркна, ама за тоа не се бунам многу, пошто требаше реално да изреагирам ја на место тој, ама како и да е. Еве, првиот пат и третиот пат перфектно извозев, па пак ме падна за глупости. Тоа е. Поздрав до Мовара. До Мовара. Тоа е. Ај ти кажи. Нема многу што, па тоа тоа сакав на човекот да му кажам, еве, ако го гледа подкастот. А што праша? Па прашуваше за искуства, возење и теорија. Искуства. А ти од која? Јас сум од трета. Трета. Од трета сум јас. Јас сум, значи, првиот и вториот пат исто без грешка. Не ми најдоа ништо. Не, ти нашле, мислам ти нашле. Не ти нашле, туку ти измислиле. Не знаеш да ми кажат што е. Не сме сигурни од тебе. Океј, и тоа и првиот и вториот пат. Сум поменал на карикирам, сум померал на црвено, пешак не сум застанал, не сум се престрел кој што треба, немам жмигавец добро дадено, пребрзо сум возел, кажи, преспоро сум возел, што е? Не брат, не сме сигурни од тебе. Ја вака го гледам. Или нагло, или го гледам инструкторот, до него го гледам. Вака ме прави. Ја на што да кажем на тоа? И си дадов таму колку 100-200 евра плюс, пошто нели секој пат кога треба да полагаш, поише плаќаш. Првиот и вториот пат истото. Истото, да. Не се сигурни од тебе. Вториот пат истото. Не сме сигурни од тебе. И океј, имал Господ етет од трета више нема што да ми кажеш. Што пајле ќе ми кажат дека не сме сигурни у мене. Истите цело време или не? Не, други беа сега други беа. А првите два пати? Двеца беа истите. Првите два пати истите. Ја мислам дека така се меѓаат намерно, дека сега каде полагаше во аеродром? Во аеродром полагаш? Да. Добро, јас почнав, да. Таму беше стартот. Овака што сум слушал луѓе, малце сумнително, затоа што истите тие луѓе, по описи по се и по имиња, секогаш кога полагале кај нив луѓе, ги паѓале секад прв пат. И третиот пат доаѓале некои сосема нови и тие ги пуштаат. Како да се договорени, ајде да не кажуваме сега conspiracy theories, ама да не одам у затвор, Значи, сакам да кажам од искуство да не се надеваат од прва или втора. Молим? Се си ги лисиците. Да не се надеваат дека ќе поминат од прва од втора, ќе поминат од прва ако се на функционер тама некој или ако дадат мито. Ако дадат мито, да. Веројатно да. Ако не дадеш мито, поздрав до Мовара. Ако не дадеш мито, од прва или втора ќе те паднат. Трета сигурно ќе те пуштат, ако си добар, ако добро возиш. После подкастов Кливи Васил затвор. У притвор, да. Со ај не кажам со кого, со јутуберот тој. Едниот за шо, знаеш за шо, другиве за глупирање на подкаст, за conspiracy theories. Нешто Андрю тој тука преме Матриксот не напаѓа ово. Дај цигарата. Дај, па на роден ден ти ја подарив, ти одма ја, овој одма цела ја. Како цела? Цела, да. Цела има уште. Како има уште? О, да, има уште. Си сочувал уште малку. Сочував, да. Да. Паркови за вежбање, добро, се веќе подкастов без разлика кога ќе искочи многу лабав подкаст. Многу лабав, нема ништо не. Многу лабави муабети. Смештај во Охрид по 1000 денари. Смешче да не трејте. Од вечер. Шо 1000 денари од вечер? Помалку од 1000 денари од вечер по Охрид, да. Па има бе, ама таму ќе бидеш сместен. У Тето. Значи они као се сместуваат, одат у Тетове и за Охрид, разбираш, така прават. Не, на Цар Самуил го е. Таму некаде ќе ти бидеш сместен. Таму можеш и на тврдината да спиеш без пари. Усвари влезница е 50 денари, па ти оспеј таму и како ќе искочиш, не знам. Вајля жив. Па не, жив ќе искочиш, ама да ќе смрзнеш сигурно, пошто тоа малце повисочка, нели? Ќе на отворено ќе те врне и се тоа. Дали сметате дека слободата во Македонија е поголема отколку на запад? Па еве кој што гледаш,
Да. Чим не збориме глупости на подкастов, послободни сме од американци, сега не знам. Добро, запад се пишал. И од французи и од англичани, не знам. Абе, ти кажуваш ко Q&A да читаме. Ја мислам дека слободата... Слушаш? Ти кажуваш ко Q&A да читаш, а не... Q&A ова, Q&A на Reddit-от, ама Reddit, јас си го зимам тоа право, да ги читам. Лично, да. Па слободна тема, ајде кажи што ќе збориме, нешто друго. За Груевски. Сакаш стварно да збориме? Ајде. Добар пример беше Клим, ајде кажи. И ова. Сакав тоа да те прашам, односно не тебе те прашам, група пишав дали е Photoshop, затоа што гледа сега. Како се забил, иначе да кажеме за гледачите. Ја знаат сликата сигурно. Значи имаше собрекајка пред некој ден во кисела вода. Тешка собрекајка. Значи мислам дека знаат сите зашо да не ја покажуваме сликата. Значи се забил човеков од бандера, на пола е вака, буквално вака е прецвикана колата, ако е вака исправена, вака ќе му дојде. И јас не знам како успел да се заби, со оглед на тоа што види од оваа страна има врата, што стои овие тука? Врати, кај што стојат луѓето. Ова е врата. Па како таму се забил од оваа страна, не разбирам. Излизгал. Како излизгал? Така излизгал. Не знам. Не знам. Ова треба ептен да си... Читај го следното, брате, мога прочитај го следното. Тоа е тема за со гостите следни што следуваат, кој епизода ќе видиме. Како ќе ја гледам сликава и го читам следно. Ба јас ти кажав дека Reddit-ов е чудо невидено. Чудесна моја земја е. Мислам дека Live Blackjack у Скопје, тоа Томато ќе го збори. Поздрав до Томато. Тој ќе одговори тоа прашање. Па запиши го прашањето да му... Најдобра туристичка агенција, ниту една. Во Скопје? Оди си сам на одмор. Во Скопје? Да. И добро, во Македонија. Да. Да бе, идиш си приватно. Иди си приватно сам. На своја глава иди се. И се сменивме со места. Да. Видовте каква тактика. Ја мислам дека чим више немаме што да збориме, немаш ни ти што да кажеш, више да привршуваме. Ја мислам дека нема ни некои интересни работи тука да се зборат у Reddit-ов. Како за заокружување на видео, ја мислам дека искрено ова ќе биде едно од подосадните подкасти. Да, дефинитивно ќе биде едно од подосадните. Се надевам дека ќе биде колку толку интересно за гледање. Ќе биде, јас мислам дека. Се надевам, ама Да, мислам дека следен пат... Ја мислам да завршуваме. Да завршуваме. Фала многу дечки што гледавте овој подкаст. Не се изморив мич. Би кажал колку субскрайбери имаме, ама појма немаме појма, зависи колку ќе оставиме епизода, дали ќе биде сега, дали ќе биде. Сакаш и за тоа прогноза? Ајде, прогноза. Јас мислам дека ќе има 80. Ама чекај, прилика знаеме кога ќе го ставиме. Да. Е по 80. Чекај да видам датум. 2 недели од сега ако го ставиме, 3 недели од сега. Не 3 недели. Месец ден од сега ако го ставиме. Мислам дека толку ќе биде. Ја викам да бидеме различни, ќе кажам 93. 93, ти си по... 93. А кој ќе биде најблиско што ќе освои? Ти си по-оптимистичен од мене. Еве, следен пат нема да има скиснат сок. Ета, ќе добиеме нешто по мада шо... Океј, ајде. Чао, дечки, се гледам. Тоа е. Ајде, бидете ми поздравени. Поздрав.